Добро вечер. 360 степени досега успеваше да не биде дел од COVID-19 статистиките, но вирусот најде пати во нашите редови. Тоа е и причината што барем вечерва, за прв пат, домаќин на емисијата нема да биде Васко Попетревски. Коронавирусот не го запре светот, ниту пак земјава, иако со поспоро темпо многу процеси продолжуваат да течат. Меѓу нив се јавно обвинителските постапки, поради што вечерва гостинка ни е јавната обвинителка на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Вилма Русковска. Со неа ќе разговараме за неколку актуелни судења и истраги во кои се вклучени сегашни или поранешни функционери, меѓу кои предметите против доскорешната директорка на Националната агенција за европски образовни програми, Лидија Димова, но и за истрагата парцели на Водно, во кои се тврди дека екс-премиерот Никола Груевски купувал парцели на Водно со пари од партиското членство. Обвинителството кое го води Русковска неодамна доби и поголема независност, а со тоа и поголема одговорност. Па ќе разговараме и за тоа, со кои капацитети се справуваат и со организираниот криминал, но и со очекувањата на јавноста. Останете на Алсат, почнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојде за Вилма Русковска, шефица на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Добро вечер. Да почнам со прашањата за тоа како вие работите во услов на COVID-19, дали имате нов начин организација, како тоа влијае на вашата работа? Као што и сами кажавте во уводниот дел, ковидот не заобиколи ниту нас, така да имаме двајца заболени, од кои една колешка ќе се врати утре на работа, за втората не знам, ама и сигурно и таа денувива, така да не останавме отпорни и ние на оваа пандемија. Работиме согласно препораките на владата. Во вакви услови, како што велите, дојде и како мало изненадување што релативно брзо предметот против, односно случајот со Националната агенција за европски образовни програми, речиси експрезно брзо прејде од кривишна пријава во истражна постапка. Зошто се случи тоа толку брзо, бидејќи не сме навикнати на таква динамика? Да, затоа што веќе финансова полиција работеше врше проверки во врска со некои јавни набавки во Националната агенција, така да кога излезе овој случај, има уште многу малку да доработат и затоа излезе и така брзо. Добро, сакате да кажете, сте имале добра пријава од Управата за финансиска полиција за само последен ден од приемот на пријавата да се нареди истрага. Мислам дека добро, така ние беше. бевме во тек цело време. Колешката надлежен обвинител беше во тек цело време, така да можевме за еден ден да се донесе наредба за спроведување истражна постапка. Добро, ако станеме во збор за истражна постапка, дали има елементи или детали кои што може да ни ги споделите, поради кои што сте силно уверени и што волку брзо оди овој предмет? Очигледно сте уверени во тоа што го имате како материјал. Од друга страна, ја имавме директорката, која што јавно се обидуваше да објасни дека нема ништо спорно во начинот на кој што делувале за барем во оние примери кои што беа посочени како проблематични. Ќе повторам, не е само доделување на средства за проекти, туку се работи и за сомнение за прекршување на Законот за јавни набавки. Така да, видете, секој има право да мисли дека не сторил кривишно дело. Сакате да кажете дека има елементи кои што медиумите не ги допре или не ги забележаа во нивното известување? Во нашето известување сигурно сум дека званичното известување
Сигурна сум дека е тоа споменато, само може би ете, медиумите и јавноста беа повеќе заинтересирани за случајот со давање средства на одредена фирма. Јасно. Она што ми беше барем мене интересно е го разгледав, ја разгледав или се обидов да разгледам вашата комуникација со управата за финансиска полиција. Барем во изминативе 2 години не можев да најдам друг предмет, барем кој што јавно сте го соопштили, на кој што се повикувате на нивна пријави, кој што напредувал вака брзо, кој што каде што воопшто имаме таков предмет. Имате ли барем груп податок за тоа колку годишно примате кривични пријави од управата за финансиска полиција и колку од нив се прифаќаат? Немам точно, само знам дека доаѓаат на консултации со нас, реферираат предмети по кои постапуваат и во најголем број случаи ги препраќаме на основното јавно обвинителство Скопје. Значи сметате дека не стана збор за организиран криминал или? Па да ние како обвинителство постапуваме по строго определени кривични дела и не можеме да одиме надвор од тоа. Значи, надлежноста ние одредува Законот за судови и Законот за јавно обвинителство, по кои предмети ние постапуваме, како обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, и по кои предмети суди по одделението за гонење организиран криминал и корупција во судот. И не можеме да одиме надвор од тие рамки. Добро, во тој случај да го превртам малку прашањето, дали тоа значи дека управата на лошо место ги адресира своите кривични пријави кога ги доставува до вас, па во таа смисла покажува и делумно можеби незнаење или пак ниско го цените квалитетот на пријавите кои што стигаат до вас, бидејќи пак ќе се повикам на вашата веб страница, барем во последните 2 години не можев да најдам друг пример освен случајот сега со Националната агенција, каде што од кривична пријава на управата за финансиска полиција имаме предмет кој што е во истрага и ќе видиме понатаму како ќе се движи да не прејудицираме. Сега, мислам на погрешно место ги адресирате овие прашања. Треба сепак со директорот на управата за финансова полиција. Добре, ја прашам за вашиот поглед на работите. Да. Ви кажувам, че ние можеме да работиме од она што е надлежност на управата за финансова полиција, предмети во кои се прекршени одредбите на Законот за јавни набавки, или е нанесена штета на буџетот, или пак се работи за кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело. Така да до сега, кој што сами приметивте, не сме имале пријави од тој тип. Мислам дека има и уште една пријава за еден поранешен градоначалник, така да поголемиот дел од таа пријава е изработена во МВР, во секторот за организиран криминал, а еден дел е изработена и од управата за финансова полиција. Во редот тука би се префрлил Лидија Димова еден, па да кажам, можеби редок пример на актуелен функционер кој што завршува како цел на прогон, односно се покренува постапка и сега за сега прилично експедитивно, иако имаме пресумпција на невиност, се разбира да не ја заборавиме, но владата веќе ја разреши од функцијата без да почека епилог од целиот случај, например. На минатото интервју кон крајот на 2018, односно 2 години, точно 2 години пред овој момент, изјавивте дека водите повеќе предмети во кои што се вклучени актуелни функционери. Дали би можеле да одговорите на кои предмети мислевте, на некои од тие што можеби сега се веќе актуелни или веќе влегле во некоја понатамошна постапка и дали во моментов водите такви предмети за кои што можете да најавите дека наскоро ќе одат во фаза на истрага или пак може и погоре? Па добро, имаме обвинение против поранешен подпредседател на собранието од редовите на
и тогаш и сега владеачката партија. Пред обвинение е исто државен секретар. Така да, мислам, видете како добиваме пријави или материјални докази, постапуваме без разлика дали се работи за сегашни или поранешни функционери. Јас искрено инсистирам че сите да се третираат еднакво. Проблемот е дали ќе успееме да обезбедиме доволно докази или нема да успееме да обезбедиме доволно докази. Еден од вашите најуспешни предмети, сепак мора да кажеме, во овие 2 години беше случајот Рекет. Но во тој случај имавме актуелен функционер, се разбира, но тој беше практично од вашата фела. Во меѓувреме, мислам дека имаше веќе обвинение против судија од управниот суд токму во овој период, кој што вие го водевте. Така што ако ги броиме, еве да кажам, политичарите и правосудната фела, може би не се израмнети, но некако имаме и висок број на лица од правосудната села. Што тоа говори според вас? Дали дека корупцијата и криминалот е еднакво распространета и условно кажано во третата власт, иако обвинителството не може да влезе во судската, но се разбираме. Видете, ниедна, да кажам, фела не е имуна од корупција. Секаде постои корупција. Само јас гарантирам дека најголемиот број суди и обвинители многу честно и професионално си ја вршат својата работа. А апсолутно не можеме да кажеме дека не постои корупција. Добро, меѓу предметите кои што беа актуелни, сега зборувам за политички функционери, се обидов еве да подсетам на неколку кои што се симпатизери, приврзаници, членови, високи функционери на актуелната владеачка гарнитура. Лани мислам дека беше актуелен случајот со тогашниот генерален секретар на владата Рашковски. Во еден момент беа објавени аудиоразговори и во еден момент и вие се изјаснивте дека сте отвориле предмети, дека почнувате работа, односно го испитувате случајот. Тоа беше некаде во септември, мислам, минатата година. Последните информации до септември годинава беа дека, барем сега за сега, нема напреднато постапката подалеку од предистрага. Дали имате информација до каде е овој предмет, ако оди споро, зошто оди споро, или доколку веќе е донесена јавна обвинителска одлука, кој е резонирањето за днес? Јавна обвинителска одлука е донесена. Јас сум сигурна дека мора да има соопштение за таа одлука, бидејќи јавноста беше заинтересирана. Можда не сте успеале да ја видите. Донесено е решение за отфрлање на кривична постапка и подносителот на пријавата е известен за нашата одлука. Јасно. Добро, значи не најдовте таму елементи, односно... Не најдовме, вака, значи се работи за договор склучен помеѓу Македонската агенција за МАНАФ, скратено. Така, Рашковски таму по барање по одлука на влада практично беше ставен да посредува да се забрза таа постапка, тоа е она што он го тврдеше цело. Значи, МАНАФ имаше склучено договор со Европската банка за обнова и развој за земање кредит. Сите одлуки што ги носи МАНАФ идеа прво на ревизија на Европската банка за обнова и развој и они мора да ги одобрат. Значи, сите одлуки и сите решенија што ги носи МАНАФ се одобрени од ЕБОР, така е скратениот назив. Државата тука не гарантира дека ќе го врати кредитот доколку МАНАФ не го враќа. МАНАФ сам презема обврска и така стои во договорот дека тие ќе го вратат
кредитот. Државата не дава никакви гаранции на ЕБОР за враќање на кредитот. И од тие причини предметот е затворен. Уште еднаш ќе повторам, значи сите одлуки и решенија, тука не е само самата набавка на системот, има и многу други пропратни работи, значи се е одобрено од Европската банка за обнова и развој. На почетокот на година имавте средби со Антонио Милошевски, пратеникот, кој што ви доставуваше видео и аудио материјали, ако не се лажам, кои што требаше да го инволвираат во тој момент председателот на СДСМ, сега премиер. Што се случи со тие материјали? Дали ги истраживте, дали одлучивте да постапите некако? Он тврдеше дека тоа се од негова перспектива докази за вмешаноста или барем дека премиерот знаел за случувањето околу рекет, но или не реагирал на време или предупредувал лица што се случува. Значи се беше дадено на вештачење и тој е диктафон, а во вториот случај беше на телефон. Беше дадено во форензика, компјутерска форензика во рамките на МВР, беше дадено вештачење. Уствари, тоа се вика екстрахирање на податоци. Така? Ние на кратко го викаме вештачење. Точно се работи за екстрахирање на податоци. И потоа се анализира тие екстрахирани податоци, при што само немаме што званично донесена одлука и таа ќе биде објавено. До нас што успеав од тие анализи да го прочитам, дека се работи за повеќе разговори кои се, например, прекинат, па после друг разговор е продолжението. Лепени сечени би рекла? Не сакав така да се изразам. Но тоа е политичката терминологија кај нас веќе, од домаќине термин. Да, така да и ќе се донесе резолуција за отфрлање на тие пријави. Добро, ја мислам дека малку ја споменавте на почетокот, ќе се задржаме, имаме мислам уште 2-3 примери на актуелни функционери. Рековте еве да не споменувам имиња, бидејќи станува збор сега во овој случај за обвинение, можеби самите се сакате, но имате отворено веќе некое време истрага против функционер во Министерството за информатичко општество и администрација. Стануваше збор за државен советник со, мислам дека со Европравда беше соработката. До каде е тој случај? Со Европравда и со ОЛАФ. И со ОЛАФ, да. Да. До каде е таа постапка, бидејќи еве помина па и таму релативно пристојано време од моментот кога ја отворивте истрагата? Да, помина пристојно време, затоа што разменувавме докази и информации со италијаните. Добро. Значи, тие нас не праќаат докази, ние што имавме, им праќавме на нив, па треба нели време да се преведе, па поради карантините на почетокот, нели на пандемијата, па Може да очекуваме обвинение наскоро? Па одлуката ќе ја знаете наскоро. Добро, оди во насока на обвинение, сега морам повторно да прашам, бидејќи еве кога сте тука, веќе наскоро ќе биде. Одлуката кога ќе биде изготвена, ќе има соопштение, така да не можам сега во овој момент да кажам која ќе биде одлуката. Во ред, правиме пауза за реклами и веднаш продолжуваме со уште неколку актуелни случаи или случаи кои што беа интереси за јавноста. Со нас вечерва е јавната обвинителка, шефицата на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Следното прашање ми е поврзано со, извинете? И корупција. И корупција. Долго името, па често го кратиме така.
Неодамна кај вас дојде Али Ахмети, лидерот на политичката партија ДУИ. Во овој случај нема да го крием името, бидејќи станува заеден функционер. Малку чудно го сменивте најавеното време кога требаше да дојде на распит, па новинарите го промашија. Зборуваме за случајот Попис, односно за истрагата Попис. Како помина средбата со господинот Ахмети? Дали соработуваше во контекст на оваа истрага која е отворена веќе подолго време? Вака, тој бил повикан на распит од страна на колешка од поранешното специјално јавно обвинителство и бил повикан во просториите на поранешното специјално обвинителство. Така да искрено јас од вас новинарите разбрав дека е повикан, па после дека е сменет терминот. Искрено не бев запознаена ништо со тоа. Добро, но предметот Попис е ке вас, така? Во вашето обвинителство? Ако не грешам. Па може да е заведен. Сега точно кои се предмети се заведени кај нас, стварно не знам, бидејќи тие физички не се кај нас, само се заведени. Кај нас и се уште Значи немате увид што се работи по тој предмет, сакате да кажете? Немам. Апсолутно до сега. Имате увид на другите... Нити дошла колешката да реферира, да каже до каде е предметот. Ви кажам, јас за повикувањето на господинот Али Ахмети разбрав од вас новинарите. Чекайте, има неколку предмети кои што се ке вас, кои што беа истраги превземени од СЈО и кои што ги работат по двајца колеги, колку што мене ми е познато. Еден од редовниот персонал на обвинителството кој што вие го водите и по еден кој што си го водел предметот во СЈО. Но ова што ми го кажувате значи дека за дел од предметите вие како шеф на обвинителството што го водите немате увид во тоа што се прави, што го прават другите колеги од СЈО. Тоест кои што дојдат. И кажувам, имам увид само за предметите за кои колегите од поранешното СЈО дошле да ни реферираат. Дали за предистражни постапки, дали за веќе отворени истражни постапки, за тие знам и во тие имам увид. Ова што ми немаат дојдено да реферираат, немам увид. Значи ли тоа дека имате проблем на комуникација внатре со дел од персоналот? Не, ја не би сакала да кажам дека имаме проблем со комуникација. Било кој од нив кога и да поварал прием, мислам, односно кога незваничен прием, него кога имам слободно време да дојдат да реферираат, на сите сум им одговарала, со сите сум се договарала. Секако имате право и вие да ги повикате да реферираат, така? Да, точно. Тоа се случи исто за еден предмет што е во фаза на истрага. Така да дојде колешката, изреферира, се договоривме за понатамошните чекори. Добро, ќе се навратиме на таа тема уште малку, би сакал само да завршам уште барем уште еден случај кој што беше прилично актуелен во јавноста, тоа е случајот со Диаверум и потоа и со поранешниот претседател на фондот за здравство Ден Дончев. Вие пред 2 години отворивте една постапка при која што беа замрзнати околу, ако не се лажам, беа 11 милиони евра во Монако. Тоа се случи веднаш откако домашна компанија, да објаснам за публиката, која што има концесија до 2034 година, мислам да врши диализа пред низ Источна Македонија, се продаде како субјект на шведска фирма. Вие замрзнавте нивни средства на 2 сметки, мислам, во Монако. Паралелно со тоа, специјалното јавно обвинителство замрзна сметки на Мијалков со иста таква вредност, но во еден друг предмет. Така што прво сакам да ве прашам дали конечно се расчисти дека едните и другите пари имаат некаква врска или немаат никаква врска? Не. Пари се замрзнати во Монако и колку што ми е познато овдека во Македонија. Зборуваме сега за пари поврзани само со Диамет или со господинот Мијалков? Само со Диамет. Добро, се уште се замрзнати тие средства? Се уште се замрзнати и јас очекувам деновиве да се донесе исто одлука, јавно обвинителска одлука и по тој предмет. Добро, кои се вашите индиции до сега? Она што може да го соопштите се разбира? Некој ќе се донесе одлука, ќе има соопштение за јавноста, така да стварно не можам сега да зборувам додека не се изготви одлуката. Добро, но
Во исто време, жената која што се представуваше како единствен собственик на Диамет, не знам дали има само тај собственик или сепак, ако може да прашам, заклучивте дека има и други собственици, кои што не се познати на јавноста во тој случај? Мислам дека само таја е собственик. Добро, таа го обвинуваше и Ден Дончев, но дури министерот Венко Филипче, дека практично се обиделе да блокираат продажбата во 2018 година. Имаше објавување и во предизборието на разни видео и аудиоматеријали. Дури беше повикан Дончев на сега распит исказ кај во полицијата, затоа известуваше Наке Чулев и велеше дека се ќе достави до вас или чека од вас инструкции како да постапи. Што се случи со тоа? Особено беше сомнително што Ден Дончев во тој период си даде оставка, изгледаше како да има сепак како да има некаква поврзаност на сите овие настани. Оди ли истрагати во таа насока? Дали имате нешто против Ден Дончев во целиот овој процес? Тоа е посебен предмет за кој сега ме прашувате. Нема отворена истрага предметот. Колку што ме информира колегата кој постапува по истиот е се уште во предистражна постапка. Добро, поврзано со Диамет или за сосема нешто друго тоа со Ден Дончев, чисто да расчистиме, односно со поранешниот директор на фондот? Единствена поврзаност е дека собственичката на Диамет го имаше пријавено. Тоа е единствената... Они се подносители? Да, подносител на пријава. Добро, сега би се префрлисано на неколку предмети кои што можеби повеќе се однесуваат на опозицијата или барем функционери предложени од нив. Последниот значаен е оној против Државната изборна комисија, каде што е вклучен и самиот председател како управител на тоа правно лице. Зошто сте исто и тука толку уверени дека е сторено кривично дело, доку може да прашам, и дали таа ќе се прошири на набавките во минатите изборни циклуси, за кои што токму Дерковски обвинуваше дека се делени без никаква конкуренција, со само еден понудувач и за далеку повисоки средства, отколку конкретната постапка која што е сега предмет на ваш интерес. Видете, ако е отворена истрага, не значи дека некој веднаш е виновен. Така. Затоа постои во законот, значи, да се донесе наредба за запирање на истрага или наредба за прекин на истрагата. Но значи дека имате основи за сомнение сериозни. Да, имаме сериозни основи на сомнение, така да предметот, бидејќи се работи за предмет така наречен економски криминал, ќе биде даден на материјално-финансиско вештачење. Добро, би сакал, ако може да направиме паралела, Дерковски во случајов не е член на комисијата која што го врши изборот. Би направил паралела можеби со Бујар Османи, кој што како министер за здравство беше едно време меѓу осомничените во истрагата пациент, но никогаш него го ослободивте од вина практично или од сомнение, затоа што меѓу другото во соопштението сеќам пишуваше дека тој не бил свесен за сите комплексности кои што се одвивале во самата тендерска постапка, односно дека без намера потпишал одредени документи кои што после предизвика застои и проблеми во реконструкција и изградба на здравствени домови низ Републиката. Ова е интересно прашање, бидејќи факт е дека едно раководно лице не може да има преглед на секој тендер, не е тоа само дел од неговата работа, он е само краен подписник, но од друга страна, ако ослободуваме еден функционер за неговиот подпис на тендерска постапка која што службите можеби ја спровеле сомнително, тогаш зошто и друг не е ослободен, туку тој се уште е во фаза да одговара. По кој критериум цените кога е, кога не е функционерот одговорен? Но погрешно го поставивте прашањето. Не може да се прави споредба со ниеден предмет. Дури ни обична кражба која е во прашање, не можете да правите паралела еден со друг предмет. Секој предмет е посебен за себе и за секој предмет се собираат одредени докази.
зошто се води постапка и против председателот, односно се води истрага, сметаме од досега собраните докази. Но тоа не значи дека нема да биде по завршување на истражната постапка, дека нема да биде, например, запрена постапката за него. Јасно, би се преферил тогаш веднаш на следното прашање за едно апелно судење, кое што веруваме едно од оние што се во фокусот на јавноста, тоа е за организаторите на 27 април. До каде е постапката? Дали имате некакви очекувања кога потенцијално би завршила? На почетокот се жалевте дека одбраната предложила голем број на докази, од друга страна сведоци се извинувам, додека од друга страна исто така обвинетите обвинуваат дека ги нема главните организатори, а дека тие се ставени на судската клупа да се бранат, односно да докажуваат својата невиност. Видете, јас сметам дека имам доволно докази и затоа подигнав обвиненија. Така. Судот ќе ги виде веќе доказите на обвинителството, ги слушна сведоците на обвинителството. Сега се презентираат материјалните докази на одбраната, се сослушуваат нивни сведоци, па на крај судот ќе одлучи дали се тие навистина организатори, дали не се, дали се виновни, дали не се виновни. Добро, имаш обвинување исто дека тоа обвинение во голема мера се темели на исказот пред судот на еден од обвинетите за истиот настан, на Василевски, мислам, кој што па од друга страна има и сопствена историја, да кажам, па ја проблематизира неговата вистинитост и дека вие практично го темелите обвинението за организаторите делумно врз основа на тие наснеки. Не. Че обвинителството има и доволно материјални докази. И не е само тој сведок, имаше и други сведоци. Така да тоа, одбраната имаше прилика при вкрстено испитување да го повие неговиот исказ, ама не успеа. Значи, твrdите дека сте на добар пат? Не само сведочењето на Александар Василевски или најголемиот дел од обвинението да се темели на неговото сведочење. Имаме и доволно материјални докази и други сведоци. Така да сметам дека се неосновани овие наводи на одбраната. А на крај, последниот збор секако го има судот. Интересен случај неодамна, односно вашето соопштение за истрагата за плацеви на Водно. Да скратам, во неа го сомничите поранешниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски дека со партиски пари купувал плацеви на Водно, кој што потоа со блиски соработници ја криел сопственоста. Нема да го читаме сега повторно соопштението, но ова што се тврди во оваа истрага беше директно поврзано со некои елементи кои што беа дел од предметот наречен империја. Дали ова значи дека империја како предмет парче по парче ќе се вадат посебни предмети од кои што ќе се евентуално ќе излегуваат нови истраги и потенцијално обвинение? Не, предметот империја е даден на вештачење веќе. Добро, пред 2 месеци реколте дека е на финансиско вештачење или 3 месеци мислам помина. Така, па имавме малку проблеми. Па одбиваа да сведочат, па преговаравме, па договаравме, така да конечно, мислам, треба да започне вештачењето. Не произлегува дел од фирмите се поврзани, дел од инволвираните се поврзани. Се поврзани со тоа што овој предмет произлезе од доказите кои беа собирани за империја. Јасно. Но се види дека нема поврзаност помеѓу предметот империја и плацевите на Водно. Така да затоа е оформен
друг предмет. Добро, тогаш империја до каде, ако може накратко да ни кажете, кога очекувате конечна одлука и таму? Неколку пати најавувате дека е при крај. Летово рековте дека е на финансиско вештачење. Реков дека е дадено на финансиско вештачење, после ни вратија дека не можат да вештачат, па почна и летни одмори и така, па конечно се договоривме за вештачење и сега кога ќе го завршат, стварно има огромен доказен материјал кој вештите лица треба да го видат, да го проучат и така. Оствари се некака меѓународна соработка, може да се со колегите од Швајцарија, например, бидејќи имаше фирми кои завршуваат таму во тој предмет. Доколку тоа јавно може да се Видете, каже. не ги знам деталите за тој предмет, мислам, стварно не можете да очекувате да ги знам деталите за секој предмет на обвинителството. Добро, затоа се обидуваме ние што се повеќе јавно експонирани, Да. така што тука сега би предложил, би имал уште едно прашање само за уште еден предмет кој што помина под радарот, но е многу сериозен. Фативте 3 лица кои што подготвувале терористички напади на територијата на земја. Моето прашање е дали ова дел од континуирани напори, дали има шанси овој предмет да се шири и против други лица, особено што споменавте дека групата е следена уште од 2019 година. Тоа дали ќе се шири према други лица, зависи какви докази ќе обезбедиме во текот на истрагата. Не може напред да се каже. Сериозна е заканата. Моето прашање е дали како орган действувате и против други лица, дали други лица се континуирано предмет на интерес на државните органи. Бидејќи се разбира, ако вакво нешто не се превенира, тогаш последиците се Видете, си има далеку служби кои се одговорни за превенирање на такви дела, така да доколку службите побараат било каква помош од нас, например, за издавање наредби или предлози за некои ПИМ мерки во обвинителството, секогаш стои на располагање. Тоа пак можам да ви кажам не зависи од обвинителството, туку од други служби. Добро, од летово функционира новиот закон. Вие добивте и поинакви надлежности, односно имате поголема самостојност, со тоа и поголема обврска. Како ги цените моментално состојбите во јавното обвинителство? Од кој аспект, еве ќе се обидам само, ќе ми извините што ќе потрошам малку време за да ви прочитам некои податоци од последниот извештај за 2019 година на јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Например, тогаш сте имале предвидени 13 обвинителски места, сте имале 10, додека во извештајот се вели дека вистинската потреба е 21 обвинител. Сте имале стручно административен персонал предвидени 27, вработени 15, административен персонал предвидено 7, вработени 2, да не должам многу, доколку се исклучи јавно обвинителскиот кадар, вие сте биле пополнети 41% со другиот персонал. Како стои состојбата сега? Исто е. Како се снаоѓате тогаш? Како може да се борите против организиран криминал и корупција Видете, од високи прво размери, сакам- доколку вие немате ни 50% од Сакам ресурсите и што ви се потребни? гледачите да знаат дека сметката на обвинителството е блокирана. Од кога? Па сега не знам точно од кога, ама е блокирана сметката на обвинителството. Сега имаше оглас исто за тројца советника, што добивме одобрение за вработување од Министерство за финансии. Така да, ова се што го постигнуваме, верувајте, значи обвинителите и јавно-обвинителските соработници дават максимален напор и се од себе работат и прекувремено, што нисто не им се плаќа, се со цел да успееме бар некој мал дел од правдата, да донесеме нека мал дел правда во оваа држава. Ние немаме се уште посебна ставка во
буџетот на јавното обвинителство на Република Северна Македонија ќе имаме со новиот буџет. Колку баравте, И колку ви јас, дадоа? Тоа ме интересира, Сега, бидејќи тоа што судот нема- го има тој проблем со години. вака. Ме интересира дали се реплицира и кај вас. Па во суштина нема држите за збор. Од добар дел од тоа што го баравме не е одобрено од страна на Министерството за финансии. Зборувам за буџетот за 2021 година. И тука можам стварно да искажам благодарност за разбирањето и на министерот за финансии и за целото министерство. Од ваша перспектива, токму преку финансирањето и одобрувањето за вработување на нови кадри, дали гледате волја подобрена, влошена за вистинска борба против организираниот Па со криминал? само тоа што најголем дел од тоа што го побаравме е предвидено во новиот буџет, сметам дека навистина постои волја за вистинска борба против организираниот криминал и корупцијата. Ви благодарам многу на времето и што бевте дел од нашата емисија. Благодарам на поканата. После рекламите, останете за да видите новата саботажа на Среќко Поповски. Желбата да се покаже влијанието на технолошкиот напредок и да се стави во рамка низ која ќе треба да се отчитува неговото влијание како шанса или закана, е во потполен несразмер со реализацијата на идејата, од која се добива недвојбен впечаток, дека целта е да се фрли чифте и малку чатал за подновата. Драги пријатели, често знаеме да кажеме дека иднината доаѓа, евиден доказ дека таа е веќе тука. Автомобилот вози сам, 100 км на саат се движиме, во кривина сме, раците мене ми се дигнати горе, 115 км. Колата точно знае каде треба да вози. Таа би го фатила секој правец ако доследно се почитуваат правилата при изградба на сообраќајници за кои изгледа никако не се сака да излезат од мода. И ако се инсистира дека рутата е зацртана и од неа нема никакво отстапување, што е во спротивност од реалната слика. Дали станува мода во Скопје, веднаш штом ќе се асфалтира една улица, после тоа да има потреба истата да се раскопа. Кажете ми една таква улица во изминатите 3 години. Улицата Васил Ѓоргов во центарот на Скопје, што Петре Шилегов рече дека експресно ја реновирале, за само една ноќ е повторно раскопана. За сите кои боледуваат од недоследноста како невидлив вирус, има лек, но недостигаат адекватни услови за сместување. Оттаму е прифатлива замислата да се искористи еден од најсовремените објекти за хоспитализација на сите оние кои кога било се инфицирале или ќе се инфицираат, и тоа не само од вирусот на власта. Доколку нема власта капацитет и објекти за сместување на ковид заболени, ќе понудите зградата на ВМРО ДФМН? Јас би рекол веднаш да, без размислување. Посебен одел треба да се обезбеди за лекување од хипокризија, и од неа патат многумина, особено оние кои сега се представуваат како тврди патриоти, а зад нив има историски факти кои го говорат спротивното. А тие ниту ден денешен не се обидуваат да ретерираат, па дури инсистираат да бидат земени предвид нивните аргументи како државна црвена линија. Значи, господин Милошевски е познат во јавноста како човек кој што зборуваше за исчашената азбука македонска, кој што зборуваше за корените на македонската азбука поврзани со Бугарија, кој што Блаже Коневски го нарече, така ли е, Мишко, џуџето од Небрегова. Големината и духот на одредени луѓе не се определува според нивниот физички изглед и затоа подсмевањето е непристојно. Но само ако не е употребено во контекст, според кој е очигледно дека грнчето му се насмева на ваганчето. Од друга страна, сега сите вие кршете прсти, кубете коси, мислам не баш вие, не би можеле. И на крајот, оние кои не само што кубат коси и кршат прсти за да ја докажат вистината, туку со своите познавања најдлабоко влегуваат во сршта на проблемот. Гледате кој е председател на СЗО, геј.
Што сакате поише? Го има на слики, на клипови, геи, погаќи човекот, председник на СЗО. И на вистина, кога веќе се е документирано, што всушност барате и сакате поише, освен тоа и што се очекува. Крајот. Почитувани гледачи, ви благодарам што останавте вечерва со нас. Се гледаме во понеделник.